Една година по хеликоптерската несреќа, семејствата на четворицата пилоти на МВР немаат одговори зошто се урна хеликоптерот Ми-17. Марко Трајковиќ од Куманово во придружба на братот и пријатели со мотори пристигнаа во Струмица да положат цвеќе на местото каде што загина неговиот татко, пилотот Маријан Трајковиќ. Вели дека во текот на изминатите 12 месеци семејствата на пилотите поставиле многу прашања до надлежните институции, но причините кои доведоа до несреќата остануваат мистерија. Прв сме овде, прв доаѓаме после година дена, одлучивме да дадеме почит на местото на несреќата и со целиот мотоклуб, со коли од Куманово пристигнавме тука. Немаме информации од надлежните органи, луѓето кои ја водат истрагата, не знаеме ни кој ја води истрагата и знаеме само она што знае и целата јавност. Од јавното обвинителство потврдија дека извештајот за хеликоптерската несреќа кај Струмица е готов и ќе биде предмет на вештачење од страна на независна стручна комисија. Комисијата за истражување на воздухопловни несреќи пред 20 на дена го доставила обемниот извештај до јавното обвинителство во Скопје, кое пак треба да го предаде на колегите од Струмица каде се води предметот за хеликоптерската несреќа. Од обвинителството велат дека во моментов се уште не може да се говори за кривична одговорност на физичко или правно лице, бидејќи Комисијата за испитување на хеликоптерската несреќа ги испитувала причините за несреќата, без при тоа да ја утврдува вината за случајниот трагичен настан. Пилотите Маријан Трајковиќ и Лопатички, Драги Мицев и Тоде Орешков загинаа при ноќен тренажен лет на 10 јули минатата година околу 22 часот, откако хеликоптерот со кој летале удри во антенски столб на македонската радиодифузија, висок 120 метри. Денеска на местото на несреќата во индустриската зона Север кај Струмица, цвеќе за загинатите пилоти положија и представници од општина Струмица.